mucho importante. Да. И сега е совршено време да ви кажам добре дојдовте во уште едно ново видео на YouTube каналот на Скратен Корнер. До мене е Филип. Здраво, Филип. Здраво, Кириле. Како си денеска? Фино, малку адреналин, не чека надпревар за гледање, многу интересен. Картите во джеп. Македонија веќе веројатно се загрева кога го снимаме ова, бидејќи Да. денеска ултра касно снимаме. Да, Ама па ни дава ентузијазам да направиме најдобра епизода до сега, така ли е? мини јубилеј. Мини јубилеј. Ова е 10-тото јубилејно издание на 5 работи кои што ги научивме неделава. Па почнуваме. Идеме. Продолжуваме со репрезентативната тема. Така? Работа број 1 што ја научивме оваа недела е дека конечно македонската репрезентација има нови дресови. Да. Колку беше добро ова да се види најавата од утрото кога дојде со како тизерот, па после тоа и сликите официјални со репрезентативците и конечно нов дизајн на дресот после 7 години и неколку месеци, нешто. скоро 8 години со истиот дрес. Да, повторно јако, но овој пат Така. не удена, ама е сосема солиден дресот. Па да, јас би Не- рекол да, дека насоката многу ми се допадна, го задржаа сонцето, нешто на кое што да. бевме горди на претходниот дрес, затоа и се задржа толку долго тој главен дрес. белек е тоа. Е така. Фере тоа да е у акцентот да е таму. Може би преферирал деталите да се малку понагласени, малку на жолтото сонце ми е како слабо на црвениот дрес, ама па на другите дресови, на белата и на црната варијанта многу ми се допаѓа. На црната особено. Не треба ништо да чепкаат на црната. Не би го купил, не би го носел црниот дрес, бидејќи не ми е типичен за Македонија, ама е многу убав. Ама е многу добар сам Да. по себе. Third one hits different. Сериозно, преубав дрес. И она дека има сиво малку на ракавите. Да, деталите. Убав дрес, едноставно. Деталите се доста добри. Да, домашниот, односно црвениот, првичниот, е фино што не е во бордо боја овој пат. Да, ја погодија нијансата. Да, не сме репрезентацијата на Латвија. Може би тоа со рисот беше некоја современа варијанта, храбра, кул, ама бојата беше ред флек. Да. Единствениот проблем на тој дрес искрено ми беше со бојата. Да. Значи, ако само деталите, рисот беше златен со нашата црвена, ќе беше гениален дрес. Мислам дека многу ретко која Да. земја оди со таков храбар пристап на фудбалски дресови. Сега, окей, овој дизајн јас би рекол дека е регрес мал во однос на тој со рисот. Ама е прилично солиден дрес што не гледам како 2-3 циклуси би можеле да поминеме играјќи во него. Што да не? Убаво изгледа, особено тоа дека е оставен простор за бројката тука на средина, како Да. порано дамнешни оние Nike дресовите на Португалија со Фиго 2004. Со крукчета. Да, тие беа преубави и секат онака дресот централно кога има бројка тука ми е секат како Мислам дека Пума има на светско како Гана или некои такви. Не беа со бројката напред? Некои интересни дресови кои да видов сега скоро. Неважно. Да, имаше некои. Убави се баш поради просторот за бројка, бела бројка, убава голема напред. Да. Може би, доколку победиме вечер на дебитантскиот надпревар со новите дресови, нели? Може ќе ни бидат посимпатични. Оценка од 1 до 10, вакви како што се? Смеам со децимали или морам Смееш, јас си сам, значи тоа 6,5 од 10. 6,5 од 10. Да, бидејќи ми е 7 од 10. Не, ќе ја исфрлам децималата. 7? Од причина што ми е повеќе добар отколку просечен. Искрено. Бидејќи просечен дрес ќе беше само уште еден црвен дрес, лабаво се Да, тоа не е малку жолто на баш. ракавите, ама има вложена работа во ова. Има. За тебе? Малку жолто на крајот. Пред да ти кажам оценка, многу, мислам, само да го, онака, out there, да го пуштам, мислам дека е многу тешко да се искомбинира со црвена и со жолта. Знаеш, Да. горен и долен дел и штуцни со црвена и жолта, затоа што
им фали уште една, дали бела, дали не знам. Да. Бразил го бојки, решава бој. тоа со сината Ама боја. ја имаат на знамето. Ја имаат, да. Сега ние имаме две бои, една со друга се многу топли, онака и окей. Идеме да ти давам одговор. 7 и кусур. 7 и кусур. Да. Оптимистички, добро 7 ми и се кусур, допаѓа. да. Ми се Баш поради оваа причина, затоа што мислам дека немаш многу простор естетски да си играш со боите кои ги имаме на знамето. Така. Добро, задоволен сум со одговорот. Ќе одиме вечер да ги гледаме. Ми значи. знаеш. Ќе одиме вечер да го гледаме дебютантскиот настап на Дресов тука на домашен терен. Играме против Малта, ќе подсетиме. Ама сега оваа репрезентативна тема ќе ја оставиме на страна Така? и ќе одиме малку да се навратиме назад низ неделата. Да. На она жребка од Лигата на таму шампионите идеме која што прво. беше направена. Работа број 2 што ја научивме оваа недела е дека италијаните сигурно ќе имаат представник во полуфинале на Лига на шампиони. Не ни очекував вака дека ги испадне. Сега ти не знам како навивач на Милан, како се чувствуваш, дали можеби имаше полесни варијанти, потешки, не знам какви ти беа очекувањата. Многу сериозен предизвик за Милан и за Пиоли. Мислам, целата ждрепка за мене е прекрасна. Имаме фантастични дуели. Сити, Байерн, Бенфика, Интер исто е така, слипер да ја речам. И Челси, Реал. Челси, Реал. И за Челси многу голем момент е ова. Инстант шанса за одмазда на ланскиот триумф на Реал. Значи можат веднаш да им се реваншираат доколку сакаат. Ланскиот пораз сигурно болеше со оние 2 доцни гола. Ама Има шанса, да. Што прогнозираш вака, како ти се гледа? Ајде ќе почнам од тоа што ме праша прво, како фан на Милан, прилично Фер. задоволен. Со секе бев задоволен, сега да бидеме реални. Не може да очекувам лесен дуел во четвртфинале од Лига на шампиони, не очекувам. Тука се најдобрите тимови во Европа, можеби со 1-2 исклучоци, ама тоа е отприлика тоа е кремот. Да. Колку Милан е еден од тие 8 најдобри клубови во Европа, веројатно не е. Знаеш, ама покажа доволно карактер за да биде тука. Има некое си европско наследство што го тера да игра, му става притисок да игра подобро. И доби противник кој што добро го знае. Многу пати, нели, со баш овој состав на Наполи се сретнуваат изминативе години. Како се во... извини. Уште една реченица тоа. Јас сум задоволен, можеби за мене ќе имаше една само подобра опција за жребка. Нели, кажав, ги сакам Интер во четвртфинале, сакам да ја видам атмосферата, не сакам да го пропуштам тоа. Сигурен сум дека ќе биде специјална вечер во Лига на шампиони ако се падне, ама надежно во полуфинале. Две прашања сега само ти поставам. Дали се знае кои ќе играат меѓу себе, доколку пример Милан оди понатаму, дали се паѓа со Интер? Да. Така? Да, вкрстуваат Бенфика Интер со Милан Наполи, а вкрстуваат Челси Реал со Сити и Байерн. Да, многу интересно. Да. И второ што сакам да прашам, беше у Лига. Какви им се среќавањата меѓу Наполи и Милан до сега? Или има само едно? Памтиш ли ако се одигра... Лига ги добивме 1-0? Дома? Така некако беше. Или беше 0-0? Како и да е, не име поразителен ефектот против Наполи, баш напротив мислам дека е во наша полза. Во европски надпреварувања до сега се немаме сретнувано. Ама сум на некој чуден начин оптимист. И толку за Милан со Наполи. Да, не. Стварно. Па види. Малик Тиао и Фикајо Томори, мислам дека можат да се справат со Осимен. Сега Кварацкелија ќе ги скуха и Калабрија и Дести, кој да е таму и Калу. Не, Дест веќе нема да влезе. Дест не Добро, не колку игра десни веќе... бекови имаат, не знам, Па имаат Флоренци, Калабрија, да, ама никој не би го сопрел Квара. Квара не го сопира никој, да, јас немам тука дилема дали некој може или не може. Не може, апсолутно. Да издржат, сега добро, два надпревари се, ама
Доколку издржат 50 на 60 минути и во двата, мислам дека имаат многу големи шанси. Без да Ти викам, нели, јас сум на некој многу фантазираме чуден начин премногу. оптимист, ама сум оптимист за Милан во Лига на шампиони од причина што? Еден, се игра на два надпревари. Да. Два, Наполи влегува со повеќе притисок во ова. Значи Да. Наполи е тимот на Да. кој што му викаат дека гледа колку е добар, колку е јак, најдобар фудбал во Европа. Милан не е опседнат со притисок оваа сезона. Лани беше. Да. Лани кога газеше беше и гледаш, мислам кога отиде во Лига на шампиони неуспехот на Милан, значеше дека ги руга у јавност. Сега притисокот е кај Наполи. Мислам дека Милан има одлична шанса да се избори за полуфинале, ама реално треба да проработи нападот. Значи, не мислам дека Наполи со одбрана ќе ги совладаме. Мислам дека мора да дадеме повеќе гол од нив, отколку да примиме еден помалку. Леао. Или Леао Декетеларе. Леао пука ќорци цела сезона. Не Декетеларе знам па од нема каде. ни погодено. Чудно малку. Другите двојки, бидејќи веќе Да, многу време сме на Милан Наполи, Океј. ме интересира. Ај на брзина други ве. Ајде, на Јеби брзина. га. Ќе почнеме од реваншот што го најавив Реал Мадрид со Челси. Мене ми е најинтересната двојка тука. Ова ти е најинтересно? Па највише би ја гледал, искрено. Многу важен момент. Реал ги доживуваме како тим за ова надпреварување. Челси усенка догураа некако до овде. Дали ќе кликнат до прва, дали Мадуеке шоу, дали Мудрик, не знаеме. Може нешто такво ќе се случи, да не ги отпишуваме прерано. Ќе биде многу интересно. Сигурно. Добро. Интер со Бенфика? Бенфика иде дале 100%, нека ми простат. Да, јас сум преплашен од Бенфика. Значи со Наполи не се плашам толку многу, ама вчера му го кажував на еден другар тоа дека Бенфика ако не начека во полуфинале Милан барем на едната утакмица прима 4 од нив, па задњо нека е. Бенфика се многу добра подмачкана машина. Да. Многу И тоа баш се сезона. машина оваа година. И нели Сити со Баерн. Да, тука осеќам дека ќе биде многу јак фудбал. Гвардиола и Халанд истравматизираа еден германски тим. Во минатото коло. Да. Сега тие неговите. Дали Сега, ќе бидат наред? Шампионот на Германија е наред. Мислам дека Сити оди понатаму. И тоа без преголеми проблеми. Така. Нека сум и грешка. Така ми Добро. личи. Да, во ред, тоа ни треба. Океј. Добро. Во секој случај се многу интересни надпревари. Ние Да. ќе го обработуваме ова и понатаму во ова шоу Ептен скратен корнер, не знам ќе си правиме видеа за Лига на шампиони бидејќи Да. тоа е тоа што ни Што ни интересира. останува? Ама сега ќе отидеме да им дадеме малку внимание на два клуба кои што не се во Лигата на шампионите. Работа број 3 која ја научивме оваа недела е дека последно Ел Класико веројатно ја реши трката за титулата во Ла Лига. Да. Барселона со победа во судиското продолжение го совлада Реал Мадрид со резултат 2:1. Франк Кеси им донесе огромно славје на најавачите на Барселона кои што беа присутни на Камп Ноу и Барса Честити. отиде на плюс 12. Како да беше подобриот тим? Беа изедначени, ама некако повеќе трчање, повеќе желба за победа. Мислам, изедначен. Има повеќе шанси Барселона, иако заводеа Реал, нели, нерегуларен гол. Ама ете, можеше за сантиметар да биде различно. Како и да, мислам дека заслужена победа на Барселона и Многу важна за нив. Многу важна, Во да. сезона каде што се изгледа како да е против нив, барем на теренот во лигашките надпреварувања и моди. Знаеш, да. и мислам дека потенцијално оваа титула што би ја освоиле, ќе има многу голем ефект на моралот на играчите таму. Бидејќи со потенцијална казна за случајов со Негрира, што неколку пати го разговараме, потенцијална казна за финансискиот ферплей, бидејќи повторно ги немаат исчистено сметките, тој клуб може да добие и бодовна казна, а во тој случај играчите веројатно не би сакале да останат тука. Да. Со потенцијална титула се сака. Се е поблаго тоа. Се може да. Да, многу важна победа. Чави откако е тренер на Барселона во овој дуел, буквално при Ел Класико, убаво се справува со Реал. Што е за поздрав.
Мислам. Има интензитет повеќе, Реал беше некако многу помрзлив, некако без топка како движат, тоа е разликата. Да. Едниве како тим движат и нанапред и наназад покриваат, другиве кога немаат топка, така одсутни се малку. Во случајот мислам на Вини, Бензема, можеби Родриго порано требаше да влезе, можеби Асенсио заслужува да стартува, не знам. Заслужена победа, тоа е. Честитки за Барселона. Практично со една рака веќе се на титулата. Така, 12 надпревари до крај, ама се многу, како да кажам, многу долги за Реал, многу кратки за Барселона можат да испаднат ако Реал одбере да не го остави. Мислам, сега дали ќе остави фокусот на лигата сега не е многу важно бидејќи не се тие in the driving seat, нели? Не го држат тие волонот, Барса го држи волонот. Нега си се опростат. Ама мислам дека веќе на 12 плюс во шпанска лига е практично таксана титула. Да. Тоа е во Ла Лига. Тоа е во Ла Лига, Гигант европски малку што поблизу тука до нас, да. во Италија. Работа број 4 која што ја дознавме оваа недела, дека Јувентус не е мртов. Да. Го тепаат и покрај суспензијата, и покрај судењето, и покрај бркањето на собственикот, и покрај сите тие апсења на стручниот штаб и сето, мислам, Драго ми е за бордот и Јувентус. слично, не е мртов. Во Дерби дела Италија, тимот на Јувентус го совлада Интер со резултат 1:0. Голот го постигна Костич и го доближи Јувентус на само 7 бода од топ четворката во Италија. Да. Костич. Мислам дека има баш солидна сезона, баш фина сезона. Да, мислам дека после првите 4-5 надпревари каде што Алегри се мислеше на која позиција да го игра, па беше нешто како офанзивно лево крило и сето тоа, сега му ја расчисти, се извинувам гледачи и слушатели, сега му ја расчисти цела таа лева страна и го остави само него да игра по лево и тоа е веќе нешто што му одговара. Костич го навикнавме во таа улога во Ајнтрахт. И Се држи цела страна, да, практично. Да, тој е офанзивец, тој е дефанзивец, тој дава голови, тој асистира, тој прави се едноставно, така е навикнат. Уште една одлична представа негова, уште една одлична представа на Фаџоли, младиот играч на Јувентус. И Јувентус полека се докопува до оние позиции каде што клубовите веќе се тресат, се дрмаат, не им е добро. Кој место се сега? Сега се После како оваа му победа? доаѓа 6-то, ама ти викам на 7 бода се од топ 4, пред нив се Лацио, Рома, Милан на многу блиску од нив. Ова е како blessing in disguise, го викаат енглезиве. Не знам на нашки како би се превело, ама може би лошиот старт и оваа казна од 17 поени внесе некоја свежина, некоја нова надеж. Знаеш, нема да се потпираме на Погба, окей. Да. Мекени ќе го продаеме, ќе дојдат Фаџоли, И Мирети, Мирети, и Гати ќе добие шанса Гати. место Бонучи Да. во стоперската линија. Илинг Джуниор ќе биде лев бек наместо Александро, бидејќи Александро изгледа како да не му се игра фудбал последниве 2 години. Многу храбри измени на Алегри во составот, бидејќи ти да инкорпорираш четворица, петорица играчи Да. кои што се под 22-3 години, кои што се прва година со сениорскиот состав и сето тоа, да ги ставиш во тимот и да им речеш не, од денеска вие сте првотимци, батали го тоа влегување по 5 минути. да. Огромен резултатски и бодовен дефицит успеа да надокнади во изминативе 2 месеци и дури сум некако несигурен околу позицијата на Милан, бидејќи Милан со оваа форма и Јувентус со оваа форма до крајот на сезоната ми изгледа дека ќе ги сменат позициите. Ништо чудно, поготово ако имаат повеќе работа Милан во Европа, дај Боже, тогаш пеки. Нека страда Јувентус има лигашката ситуација. прилично големи шанси да отиде до финале Лига Европа, значи освен на актуелниот противник Манчестер Юнајтед, другиот останатиот дел од жребката му е прилично погоден. Ќе може ли да се справи со Юнајтед? Па мислам ќе може, искрено, мислам дека ќе може.
ама дали ќе биде фокусот тоа? Тоа е многу важно. Да, Бидејќи може и не е, да. место во финалето на Лигата на шампионите не значи ништо, победа во финалето односно во Лига Европа, а победа во Лига Европа значи пласман во Лига на шампиони наредна година. Може да оди со таа опција. Сега, ако оди кон опцијата да го брка четврто место и да ги спушти Милан, Лацио и Рома под него, и тоа е валидна стратегија, со оглед на тоа дека Милан се климави, дека Лацио знаат да испуштат бодови на чудни позиции и дека Рома се Рома, се едноставно тим во изградба се уште. Да, ќе видиме за што ќе се одлучат, односно на што ќе се фокусираат. Драго ми е за Јуве за оваа победа нивна. Убава сезона игра Костич, Бремер. Одличен. Мислам Сосема последниот, солиден. особено 3-4 Да. месеци одличен. Рабио има фина сезона. Рабио име можда и MVP на сезоната. Реално според тоа како игра и Дуле само да проработи. Да, само Дуле е Дуле да онен нов. проработи. Тоа е тоа. Он лани си Дуле изнадава ако голема, проработи ако се проработи, опасно друг ќе биде. звер. Само што некако е многу демотивиран од, нели, тоа што не дава голови. А јеби ga. Ќе најдат веројатно равенка и за него во тимот. Тоа е тоа за Јувентус. Да, Уште тоа е нешто? за Јувентус. Па не, ништо, тоа е останува трката за топ 4 во серија А широм отворена со оглед на тоа дека повеќе тимови се борат за неа. Му посакувам среќа на тимот на Јувентус, ама сепак најавам Милан да остане во тие позиции. Сега. Работа број 5 која ја научивме оваа недела е дека ова ни е јубилејната 10-та епизода на Пет работи. Така. Па Прекрасно. сакавме нешто малку по-специјално да направиме за одјава на оваа епизода. Во чест на бројот 10. Како убав, фин, заокружен број. Да. Како да кажеме, впечатлив и легендарен број во фудбалот. Да. Посебно место има Така. во срцата на фудбалските ентузијасти. Тој е број 10. Да. И сега- Обично најкреативните и најпрепознатливи лица. Така. Сега се мислевме на кој начин да го направиме, да ја доловиме оваа символика во епизодата. Бога ми се мислевме, 2 дена го мислиме ова. На крајот се решивме да посветиме внимание на домашниот фудбал, бидејќи нели локално пред глобално секогаш. Апсолутно. И ке со Филип денеска ќе ги соопштиме нашите омилени десетки во македонскиот фудбал. Зошто да не? Зошто да не? Еден, ќе пробаме да ме мотивираме повеќе да гледате македонски Така е. фудбал. Можеби некој од овие ќе ви остави впечаток. 2, ќе слушнете наше мислење за она што се случува во најблиску на терените до нас. Што е многу важно. Многу важно, па реално е многу важно. Ако сакаш да отидеш на стадион онака чисто за да се зезаш, не можеш да уплаќаш и да одиш во Лондон на стадиони, Каталонија по стадиони ово она, туку одиш тука на градски и си погледаш утакмица и убаво ти е. Не мора да е градски. Фер. Од кај ќе Кидеш- почнеме? Извини. Кидеш ти прв? Може да одам јас прв, да. Сеш ли искаме ножички? Се едно ми е, веќе почнеме ако вака ти си- една најава. Лист, камен, ножички. Иди прв. Добро, идам прв. Ме заеба, не фрлам за тоа. Нема веза. Не. Океј, значи, за да се подготвиме за сето ова, ги истакнавме први на едно као ливче, вака една кратка листа си направивме со сите 10 Да. во Македонија. Дознавме дека не секој клуб во Македонија има назначена десетка. Отидов до Брегалница Штип и го одбрав нивното лево крило, Дејан Додев. Дејан Додев е играч кој што има 25-26, Дејан не ме фаќај зборба како гледаш случајно. Ама јас би те пофалил тебе како еден од играчите на кои што треба да им се обрне внимание во македонската лига. Тука би те прашал, зошто? 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 Затоа што ретко добиваме крила од овој тип во Македонија. Мислам дека се некои 5 до 8 играчи кои што се од овој тип на крило. Сега, што значи овој тип на крило? Прво, играч кој што може да одговори на двете крилни позиции. И лево и десно му е подеднакво
лагодно да игра, подеднакво добро се адаптира. Друго, асистира и дава голови. Само сезонава 5 гола, 7 асистенции до сега. Во сезонава, ова е само во лигашки надпревари. Сосема окей. Трето, затоа што е играч што не се плаши од атракција. Значи, чат-пат ќе видиш од него многу добар гол, ќе видиш некои, не знам, извадени чудни дриблинзи, ќе видиш некој соло трк по левата страна на брегалница и играч кој што веќе некоја сезона прави разлика во македонската лига, без разлика дали игра за Силекс или за брегалница, тоа му се клубовите, барем јас го памтам од Силекс и од брегалница, може да имал уште некој друг. Дејан Додев е мојот избор за омилена десетка во македонскиот фудбал. Гледајте го, бидејќи осеќам дека има барем уште еден добар трансфер во кариерата. Така? Пред него, сигурно. Летово Млад. или? Па може би Или летово уште игра една? многу добра сезона. И затоа. Сега сакам да ја слушнам твојата опција. Посакував да го имам гледано малку повеќе, Дејан Додев, да сум позапознат со неговата игра, али сега, спомнувајќи го овде, сигурно ќе обрнам внимание. Мојот избор е десното крило на ФК Скопје, Леонид Игњатов. Моментално во камп, во Турција, во Анталија, на камп со селекцијата до 21 година на Канатларовски. Слаба точка ми се тие 180 сантиметри, левучари, креативци, не знам. Го гледав против Ѓорче, последно, во автокоманда. Не знам, многу солидно крило. Нема продукција, не може да се пофали сезонава со голови или асистенции. При крајот на минатата имаше некој убав гол, атрактивен. Ова имаше некој пенал против Струга за 1-1, као битен гол. Нема продукција претерана, ама има многу квалитети и мислам дека малку брусење и може да блеска. За неколку години и во репрезентативниот дрес. Па со оглед на Сениорски. Тоа, да, тоа ќе го кажев и јас со оглед на тоа дека е сега младински репрезентативец и со оглед на тоа како се развива во кариерата, да, верувам дека пред него стои и некој сениорски настап. Океј, Леонид Игнатов. Игнатов или Игнатов, е? Не сум сигурен. Така, ниту Ќе јас. знам за некоја наредна прилика, ќе се распрашам. Го менаџирав цели 7 сезони на фудбал менаџер, играв со Вардар и ми беше стендаут крило првите неколку сезони, после тоа успеав да купам колумбијци на негово место и го продадов во Сласк, Вроцлав. Мислам дека. Им земали пари. Искрено многу малку беа, некои 70 и нешто илјади им земав. Ама имаше пола година до крај на договорот и тоа е тоа. Леонид, прости, ама па за тоа па преска те гледав за репрезентација и морам да кажам дека добри минути одигра. Искрено. Да, не губи топка. Да. Многу битно да не губиш Тебе топка. особено ти се свиѓа тоа што е инвертет, тоа што од друга страна влегува на лева Не нога, знам, така? не знам што е, ама мислам дека е пошто у Саутемптон немаме таков левак што ќе игра десно, Џоа Рибо не е тоа, он е под голем под центра. Такви некои Риад, Марес, некој, не знам, кажи некој десно крило. Па и Фодан, ама ај сега да не е Сити. Зиех таков некој. Зиек. Компанија, да. Техничар. Мислам дека имаме исто така еден фаворит, не е од прва македонска лига, ама е од домашните првенства. Апсолутно. Наш заеднички омилен број Да, 10, Да. лицето ММ. Мариос Митро Петрос, односно Риад Мариос. Ако го гледаш ово издание Поздрав, на Скратен Марио. корнер, реално морам да кажам, омилената десетка во Да. македонски фудбал. Кој Леонид, кој Доде. Гледајте на превари No на ФК disrespect. Слободен, пошто реално да, заслужува внимание момакот. Сега веќе мислам дека е окей да ставиме крај, нели? Да. И време е и да се оди на кај стадион. Така е, да. Имаме уште многу малку време додека да почне на преворот, така што тука ја одјавуваме оваа епизода. Останете со каналот на Скратен корнер, гледајте Македонија, навивајте за клубот кој што сакате да навивате Шумија, гајле, и пишете ни кои се вашите омилени десетки тука во коментарите. Таму долу секцијата за коментар. Пис!